Денеска православната црква ги празнува преподобните Исаки, Далмат и Фауст, преподобниот Козма Скопен и преподобниот Антони Римјанин. Преподобните Исаки, Далмат и Фауст. Исаки се празнува уште еднаш одделно на 30 мај. Свети Далмат бил прво офицер при царот Теодосиј Велики, а царот го држал во голема чест. Но кога во него се разбудил духот, тој презрел се што е световно, го напуштил својот чин, го зел својот син единец Фауст и со него отишол во предградието на Цариград, во манастирот на светиот Исаки, каде што обајцата се подстрижале во иноци. Далмат бил целиот предаден на богоугоден живот, на што се радувал старецот Исаки. И кога на Исаки му се приближил смртниот час, тој го поставил Далмата за игумен на своето место. Подоцна таа обител по Далмат е наречена Далматска. Далмат се предавал на пост и до 40 дена. И со постот ја победил невидливата демонска сила. Учествувал на Третиот Вселенски собор и се борел против ереста на Нестори. Угодувајќи му на Бога, се представил мирно во 5-тиот век. Неговиот син Фауст го поддржувал татка си во се и после богоугодниот живот умрел мирно во таа далматска обител. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
преподобниот Козма Скопен, монах од Лаврата Фаранска, многу учен во Светото писмо, толку многу ги ценел делата на светиот Атанаси Велики, што му зборувал на својот ученик. Кога ќе слушнеш некаков збор од книгите на светиот Атанаси, ако немаш хартија, на крајчето запиши го. Под старост дошол во Антиохија кај патриархот Григорий. И тука го завршил својот живот. Патриархот наредил телото на Козма да се погреба во манастирот на патриаршијата. Еден човек често доаѓал на гробот на Козма и чествувајќи го светителот тука, се молел на Бога. Прашан зошто го прави тоа, тој открил дека 12 години лежел фатен и дека светиот Козма го исцелил. Преподобниот Антони Римјанин. Роден е во Рим во 1086 година од благочестиви и имотни родители. Во тоа време се одвоила Римската црква од Источната црква и сите кои станале верни на Источната црква биле гонети од римскиот клир. Меѓу гонетите бил и Антони. Тој го раздал целиот наследен имот и се замонашил. На една карпа в море, 100 ејки се подвизувал 14 месеци. Меѓутоа, карпата се одвоила од својата основа и по некоја чудна промисла допливала по водата до Новгород. Во Новгород архиереот Никита го примил љубезно и му помогнал да подигне црква на Светата Богородица, каде што после имало и манастир. Антони поживеал долго како игумен на тој манастир и пројавил голема благодатна сила преку многу чуда. Мирно се упокоил во 1146 и се преселил во дворовите господови. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Tebe